Елизабета, добро утро. Ти ќе ја најавиш гостинката. Добро утро. Денеска се вклучуваме од аеродром на една од локациите каде што неодамна се поставуваат нови контейнери за отпад. Денеска зборуваме на оваа тема со портпаролката на јавното претпријатие Комунална хигиена Ана Марија Брангјулица. Добро утро и добро дојде во утренски брифинг. Добро утро, Елизабета, и благодарам на поканата. Како што спомнав, се поставуваат нови контейнери на повеќе локации. Тоа е новитет и би требало да продолжи со таков континуитет да работи комуналното претпријатие, бидејќи и бројот на жители и нови згради, како што гледаме, постојано се зголемува, така што граѓаните имаат потреба. Ова на кои се локации се поставуваат? Токму така, токму од овие причини што градот навистина се шири и се зголемува бројот на жители и се поставени овие контейнери. Ова се контейнери со какви што ние досега немавме работено, со една поголема зафатина од 3,2 кубни метри. Тие се поставуваат уште од почетокот на 2020 година, бидејќи беа набавени во октомври 2019 во соработка со градот Скопје. Станува збор за 540 сада, од кои што досега се поставени 370 на 200 локации низ сите скопски општини. Изминатите 10 дена се поставува во општината Аеродром, а во престојниот период ќе се поставуваат во Киселавода, Газибава и Чаир. Оно што би сакала да ве прашам, каков е односот на граѓаните кон новите контейнери? Знаат ли да ракуваат, бидејќи нели овие се со механизам, и знаат ли да ги чуваат? Да, на почетокот имавме мали проблеми околу ракувањето, меѓутоа сето тоа брзо се надмина. Ние извршивме дури и на терен едукација на граѓаните на кој начин да ракуваат, да ги отвораат и да ги затвораат овие контейнери. И беше потребно и на прилагодување и на локациите, бидејќи самите микролокации беа приспособени за контейнери со помала зафатнина. Меѓутоа, откако ги надминавме тие првични мали проблеми, значи сега се е во ред и навистина сме задоволни. Имаше еден период кога за жал многу често беа запалени контейнерите, некако тоа како да се стиши, се стабилизира, меѓутоа сега пред неколку дена пак слушнав дека имало таков инцидент. Каква е состојбата? Да, имавме инцидент со пожарување на 2 контейнери, тоа баш од новите садови во текот на изминатиот викенд, меѓутоа за среќа овој тренд, овие изминати неколку месеци навистина се намали, така што билансот за годинава ни е околу 50 опожарени садови, од кои што 13 се од новите садови, 3,2 метри кубни. Имате ли некакви информации? Дали станува збор за ненамерно пожарување, отфрлен отпад или пак станува збор за некакво вандалско однесување? Навистина немаме информации, бидејќи нашите ингеренции се дотаму да ние го пријавиме овој случај кај надлежните органи, меѓутоа понатаму истрагата ја прават тие, така што ние немаме информации за мотивите, ниту пак за сторителите кои што го направиле тоа. Сега би сакала да се префрлиме на една друга тема, тоа е новата реалност која што ни ја донесе пандемијата и носењето на заштитни маски, посебно што од неодамна заштитните маски мора да се носат и на отворено. Се зголемува со тоа и обемот на отпадот кој што се фрла. Се фрлаат маски во контейнери, меѓутоа се фрлаат и до контейнерите, до кантите за отпадоци кои што представуваат и ризик по здравјето на оние кои што се вработени во претпријатието. Има ли некакви одредби, некој начин на кој што вие тоа го регулирате? Како се справувате потоа со овој отпад? Да, ова е навистина многу актуелна тема, особено од пред некој месец кога излезе уредбата да се носат и на отворено заштитните маски. До сега, значи до летните месеци тие се носеа само во затворени простори, меѓутоа сега со носењето секаде, значи буквално и на затворено и на отворено, навистина се генерира едно огромно количество на отпад од заштитна опрема, особено значи заштитни маски. Овој отпад е интересно што не може да спадне во медицински отпад, бидејќи него произведуваат медицинските установи како клиники или болници. Овој тип на отпад го произведуваат самите граѓани, така што спаѓа во комунален отпад и е во ингеренција на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје, кој што се справува со неговото собирање и транспорт. Ние во оваа прилика би сакале да апелираме до граѓаните слободно да го изфрлат овој тип на отпад во поставените садови кои што се на јавни површини, без разлика дали станува збор за подземни или надземни контейнери, корпи за отпадоци или пак во нивните канти кои што се поделени во индивидуалните домаќинства. Но нешто особено би сакале да го нагласиме, да апелираме, тој да биде уредно спакуван согласно епидемиолошките препораки од Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство. Значи овој тип на отпад треба да биде спакуван во двојни кеси. Првата кеса да не биде преполната, целосно, за да не може тој да излезе од кесата, само 3/4 од кесата, и втората да биде навистина добро затворена, спакувана. Се со цел овој отпад да не дојде во контакт со нашите вработени кои што се задолжени него да го соберат и да го транспортираат. На тој начин ние ќе ги заштитиме вработените во јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје кои што секојдневно доаѓаат во контакт со овој потенцијално контаминиран отпад.
Јас верувам дека овој апел нели ќе стигне до нашите гледачи и дека ќе почнат сите да применуваат ваков начин на одлагање на отпадот, меѓутоа отпад не само во контейнерите наоѓаме и до самите контейнери, со тоа се крши и законот за јавна чистота. Има ли досега изречено никакви казни кон граѓаните? Видете, јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, значи нема ингеренции да казнува на терен за прекршување на законот за јавна чистота. Такви ингеренции имаат само инспекцијските служби при општините и при градот Скопје. Значи тие се кои што се надлежни, доколку на лице место затекнат граѓанин кој што го прекршува законот за јавна чистота, значи одлага отпад, каков и да е отпад на јавни површини, бидејќи секој одлагање на секаков тип отпад на јавни површини и надвор од предвидените садови представува прекршување на законот, токму тие се надлежни, значи, за да ги санкционираат овие сторители. Сега кога веќе зборуваме за секаков вид отпад, би сакала да го споменеме тука и кабастиот отпад, да не го пропуштиме како еден вид на отпад кој што е секогаш актуелен и кој што знае да представува проблем за вас како јавно предпријатие, затоа што често се одлага непрописно. Од време на време се случуваат и акции по општините за одлагање на отпад, меѓутоа овие акции се еднаш или два пати годишно. На кој начин се справувате вие со овој отпад? Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје на граѓаните им нуди можност кабастиот отпад во кој што спаѓа стариот неупотреблив мебел и старите електронски и електрични уреди да го одложат сосема бесплатно, значи без плаќање на надоместок во нашите центри за селекција на отпадот кои што се лоцирани во Вардариште и во Карпаш. Тоа може да го сторат секој ден во неделата од 7 до 19 часот. За оние граѓани секако што имаат свој сопствен превоз. За оние кои што немаат сопствен превоз и кои што сакаат нивниот отпад да биде пренесен со специјалните комунални возила кои што се на предпријатието, ние ја нудиме и оваа услуга, која што граѓаните можат да ја договорат на телефонскиот број 0800 222 33. Тоа е бесплатна телефонска линија каде што граѓаните можат да се јават и да се договорат во кој термин им одговара. И она што е новитет кој што е воведен, ние им нудиме можност сега и нашите вработени, значи да го изнесат овој тип на отпад директно од натрешноста на нивните домови. Значи да не се наруши нивниот комодитет и оние граѓани кои што не се во состојба, значи повозрасните или можеби изнемоштените кои што не можат да го изнесат во дворовите како што беше досега практика, нашите вработени значи можат доколку се договорат претходно граѓаните да влезат во натрешноста на нивните домови и да го изнесат и разбира понатаму да го транспортираат во нашите центри за селекција. Ова услуга секако дека се наплаќа согласно однапред утврден ценовник донесен од страна на Советот на градот Скопје. Така, за колку станува збор, за каква цена станува збор? Значи во зависност од тоа колкава е количината на отпадот, колку работници нели треба да се употребат и така натаму. Ана, јас ти благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Верувам дека овие информации кои што ги споделивме со нашите гледачи и тоа како ќе бидат од значење за нивното понатамошно постапување со отпадот. Се надевам ќе имаме можност повторно да се видиме со некоја нова тема поврзана со работата на предпријатието. Секако, Елизабета, секогаш сме тука да ве информираме и вас и граѓаните за активностите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Секој е добро до вас и до вашите гледачи. Благодарам уште еднаш. Ние се одјавуваме од тука доколку од студио нема никоја дополнително прашање. Нема, благодарам Елизабета, добар брифинг за состојбата со собирањето на отпадот во Скопје. Срце ми се кршеше кога гледав како горат тие контейнери, еве и во позадината уште ги имаме во слика. Убави, големи, културни, со затварање, да нема мириси, да нема пристап до животни кои што се хранат од нив и така натаму, а да ги запали човека, кој знае колку изгореа, и патем биде речено, никој до сега и не го открија, ми се чини од тие што ги пагаше контейнерите.